Започнато недовршено, ветено неостварено. Речиси сите инфраструктурни проекти на општина Тетово тапкаат во место. Градските власти најавија дека ќе започнат со градежните активности со доаѓањето на пролета, но на терен ништо не се случува. Мостот на река Пенак е полициската станица престана да се гради, откако завршија локалните избори. Нема никакви активности околу пробивањето на булеварите Индустријски и Благоје Тоска. Голем број од улиците не се довршени, а најпрометните коловози оштетени од мразот и студот изминатата зима не се санираат. Што се работи се гледа. Ова што се работи овдека, кога е почнало и кој ќе заврши, Бог знае. Овдека не верувам дека ќе довршуваат некогаш. Ова 2 години што стои ваќе. Што да коментирам, општината си знае што има проблеми, ама не ги решава. Наш, како да ви кажем, менталитет е многу нормално, а за нормални луѓе е абнормално ово. Значи не е нормално. Најзапоставена е местната земјица Борис Кидрич во Тетово, каде пешаците не може да се движат ниту по тротоарите, кои се целосно руинирани и узурпирани од тезги и перални за коли. Многу е битно да се направат тротоарите заради безбедноста на децата кои се движат по овој тротоар, ги избегнуваат тротоарот, веќе се зафатени од возила и од перењето на возилата, и децата се небезбедни и се движат по улиците. Од општина Тетово и овој пат ветија дека ќе ги завршат проектите, но реализирањето на неколку проекти го вратија неколку чекори назад. Лани најавија дека пролетва ќе се започне со реконструкција на тротоарот Борис Кидрич, но сега изјавија дека за оваа јавна површина заедно со коловозот претходно треба да се изработи проект. Пред неколку месеци општинарите ветија дека годинава во месец март или април ќе се пробива булеварот Индустријска, но нивниот план се промени. Велат дека за реализирање на овој проект треба претходно да се изврши експроприација на земјиштето. Што се однесува за улицата Борис Кидрич, таму секторот за урбанизам во координација со секторот за комунални дејности веќе се координирани за формирање на една работна група која ќе го води целиот процес за нов проект таму, што значи како ќе изгледа улицата Борис Кидрич во наредните 4 години или 6 години. Реализацијата на горе наведените проекти би придонеле за ублажување на сообраќајниот и урбаниот хаос во Тетово, кој од година в година е се поголем.